Още пред 2000 години светиот апостол Павле на народот наш, на нашиот боголюбив и од Бога возлюбен македонски народ, новозаветно восхвално послание му прати. Мили браќа и мили сестри, градители на првата црква Христова во Филипи, јас, Павле и моите собраќа Силуан и Тимотеј, секогаш му благодариме на Бога за сите вас, секаде вас спомнуваме во молитвите наши и секаде го кажуваме како пример трудот на вашата вера, делото на вашата љубов и трпението на надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос. Така што вие македонците станавте образец не само за Македонија и Ахаја, за верата Христова, туку насекаде во светот. И заради тоа ние ве благодариме вас. Вие, браќа, трпите големи неправди, големи навреди од вашите соседи, од вашите соплеменици, како и дел од јудејците што претрпеа, од оние што го предадоа Бога, нас не изгонија и на ближниот не му угодија. И заради тоа ние ве засакавме вас и сме готови да ви го дадеме не само благовестието Божјо, туку и душите своји. И заради тоа ние, а најмногу јас, Павле, и еднаш и друг пат посакуваме пак да дојдеме при вас, оти вие сте нашата надеж, нашата радост, нашиот венец за пофалба и нашата слава. Никогаш нема да бидете во темница, оти вие сте синови на светлината и синови на денот. Усрдно се грижите за ближниот, си живеете тивко од Бога даден живот, си работите со собствените раце од Бога дадена работа, се држите услишно, но не послушно према надворешните. И заради тоа ние ве засакавме вас. И не сте кривогледни, и не сте алчни, не сте расипани, не сте лакоми како вашите соседи, вашите соплеменици што се. И заради тоа ќе бидете благословени од Бога, и заради тоа Господ Бог ќе ја варди земјата ваша и плодовите на земјата ваша ќе ги варди. И заради тоа Господ Бог ќе го варди народот ваш и битието на народот ваш ќе го варди. И затоа Господ Бог триш ќе ве умножи и ќе ве варди сите вас, и од едните, и од другите, и од третите, и од четвртите, но и од вас самите. Од закана од надвор, а страв од натреведемне. Ете зошто да се биде македонец, најпрв е света работа, а дури потоа проклетство и немир. Нека го отворат Светото Писмо, во кое 3 пати дневно се молат и лажно се молат, и ќе видат дека ние не сме македонци само затоа што пишуваме, што зборуваме, што пееме и што играме на македонски. Нека го отворат Светото Писмо, во кое 3 пати дневно лажно се молат, и ќе видат дека македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме. И до денов денешен ја немаме целата асолно одбрането. Не знаеме никој поледи раѓа и класата пченица, никој присојни носи најдрошно грозје, ни во која лива да можеш оро да извиеш, а да не се сопнеш од гроб. Па сепак, прекрасно и од Бога благословено е што сме македонци и што сме жив нишан во светот, што можеме да одиме и да зборуваме за страдањата и за маките на нашата древна татковина. Што е праведен Ное меѓу луѓето? Тоа сме ние македонците меѓу народите.
Uskrateno ни беше и пак велевме, голем е Господ. Одземено не беше и пак велевме, непогрешлив е Господ. Само надежта ни остана и пак велиме, справедлив е Господ. Патот до едно мало парче слобода го извоювавме со најмилите и најумни глави. Затоа нашите крвави траги на земјата денеска не знаат или најточно не сакаат да ги прочитаат оние македонци што ја продадоа нашата земја, што ги продадоа нашите национални идеали, што се истакнаа во уривање цркви и градење собствени кариери и стражарници. А имаше векови на златната боја, кога Македонија беше зацарена на половина планета, од Бела па се до Персија, до Индија, и никој тогаш немаше дрскост да рече дека сме малољуден народ, дека Коминтерната не измислила и дека ние македонците во сушност не спелбиле тоа што сме. Ние, македонците, никогаш досега, ниту плевна, ниту куќа, ниту црква, ниту манастир, ниту што да е друго со туѓ камен не изградивме. Ние македонците никогаш досега не стекнаме заење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани истории. Затоа имаме недоброј молитвеници кои измолија за нашиот напатен народ и за нашата распарчена земја, рајските порти секогаш да бидат отворени. Ние македонците никогаш досега не сме биле затоени во мир и имаштина. Од градите на нашите мајки никогаш не текло мед и млеко. Од градите на нашите мајки секогаш тече немир, тече пелин, тече бун. Од градите на нашите мајки тече крвта на царовите, тече крвта на фалангите на непобедените, тече крвта на војводите на најмилите, тече крвта на комитите на нехрабрите, тече крвта на природедениците на најумните, тече крвта на партизаните на паднатите, тече крвта на уставобранителите, на неправедно жигосаните. Од градите на нашите мајки тече немиот крик на пресечените јазици во поробените делови на Македонија во знак на казна за изуштен мајчин збор. Ете, затоа ние денеска имаме силен глас, дизупури за најтврди уши. Трештете тапали на срцата, развеај се музико на душите. Пред 112 години Македонија е распарчена во Букурешт. Аролчните и расипани малтански држави си мислеа ќе замре нашиот боголюбив збор, ќе секне нашата молитвена песна, ќе се скине нашето тешко оро, ќе изгасат нашите бунтовни души, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна, нашата славна, нашата 70 вековна историја. Но еве до денов денешен, како што видовме пред малку, сето тоа ечи, трешти, вие, клокоти во нас. И со голо око сега може да се види македонската постојбина и од Ерусалем, и од Светагора, и од Константинопол, и од Охрид, и од Рим, и од Брисел, и од Париз, и од Берлин, и од Лондон. Оти Македонија не е само држава. Да беше Македонија само обична држава какви што се нивните, денеска немаше да има ни една прашинка од неа. Туку Македонија е икона на Балканот. Македонија е црква на Европа. Македонија е манастир на светот. Ние од себе градевме, светот го градевме. Дури ни на блиската околина околу нас
не удостоива со должната благодарност тоа наше ретко човеколюбие, тоа наше ретко боголюбие, тоа наше ретко невидено гостољубие. Иако ни е зборот единствен куршум, по зборот со камења ни фрлаат, иако ни е песната единствена војна, од книгите ни ја пришат, иако ни е црквата единствена куќа, темелите ги подкопуваат, па сепак ние македонците, преку мртви, преку жртви, преку робие, преку гробие, преку ками, преку јами, преку плани, преку драни, преку сео други презрено и просто, че кориме кон нашиот бел и чесен обстој, че кориме и со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот ум говориме: обесправени македонци, обездомени брајче наши, распарчена татковино наша, ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста ортома ни висела на вратот, иста кама ни го секла гркланот, главата горе и на многа ја лета, на многа ја лета кревному народу македонскому, на многога ја лета Божјему народу македонскому, на mnoga ја лета распарченому народу македонскому, на mnoga ја лета благословеному народу македонскому и на mnoga ја лета безсмертному народу македонскому.